Почитувани наши, добар ден, добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска имаме, предпоставувам, еден инспиративен разговор за вас, кој што ви го најавивме, а тоа е со нашиот драг пријател Александар Костадиновски, професор, влюбеник во природата, влюбеник во спортот, но исто така влюбеник и во убавиот пишан збор. А поводот за денешниот разговор е неговото првенче, романот Звездени окови. Ние од поодамна се договараме за еден ваков разговор, да ни бидеш гостин во нашето студио и еве го тој ден денеска на првиот ден од летото во оваа година. Добар ден и ви благодарам на времето кое ќе го одвоите, да им дадеме време на културата, а не на црната хроника. И како што рековте, случајно, но не постојат случајности. Случајностите кои ние ги нарекуваме се дел од законот на универзумот. Само да кажам дека случајно еден дел од книгата кој се однесува на последната битка на македонците против римјаните, битката на Пидна, се одиграла токму на овој ден. Значи ништо не е случајно. Ништо не е случајно, точно. Јас би започнала од тоа дека покрај тоа што си влюбеник во спортот, во природата, ти си почитуван професор во средното општинско училиште Ристески Ричко по графички дизајн и тие графички струки кои што навистина се многу интересни за учениците, бидејќи знам со оглед на тоа што ги следиме уписите, има најголем интерес за упис во оваа струка. Ти исто така си голем влюбеник во историјата. И затоа и не случајно на почетокот од овој разговор колку историја има во Звездени окови? Звездени окови може да се окарактеризира како еден историски, научно-фантастичен роман кој во себе ги има вткаено сите оние вредности кои полека умираат. Историја има доста, од првиот момент до последниот, така да не бидат премногу разочарани некои кои ја мразат историјата. Треба да ја сакаме историјата од една едноставна причина што историјата е мајка на искуството. Она кое се случило вчера е веќе историја. Разговорот кој го имавме вчера е веќе историја и тој на база на тој разговор се базираат и понатамошните разговори и односи кои денес и утре ќе ги имаме. Така да не се разочаруваат премногу, не е историски роман во кој се нафрлени само факти. Тоа е едно интересно патување авантуристичко на главниот јунак Филип, кој ќе се обиде да ја промени историјата, онаква каква што ја познаваме и да добие една нова историја, едно ново време. Колку ќе успее, нема да откриеме. Да. Она што исто така беше интересно, има многу интересни работи, јас ќе се обидам да те подсетувам, затоа што и кај мене има голем број на прашања во однос на ова твое првенче, е што промоцијата на романот на почетокот од овој месец се одржа на едно несекојдневно место за промоција на одредени културни дела или настани од културата, а тоа е во близина на селото Волково, Прилепско. Зошто токму таму? И дали, еве, да одгатнеме еден одговор од тие низа прашања, дали таа местоположба каде што се одвиваше и промоцијата на романот ја има во твоето дело? Точно така. Не случајно е одбрана таа локација, затоа што голем дел од дејството на романот се одвива на тој простор. Имено помеѓу селото Волково и Прилепец некогаш екзистирал огромен град, околу 10 до 15.000 жители. Неговото име до ден денес не е откриено, така да јас во моето патешествие го нареков Персеида, не случајно, затоа што еден од главните јунаци, кралот Персеј, често живеел во тој дел и таа локација не е случајна, а местото е навистина магично. Можам да споделам едно искуство. Кога планирав да биде промоцијата првично на 27. мај, петок, но Бог не сакал. Времето беше навистина лошо, имаше најави за грмотевици и не беше безбедно.
случајно, повторно зборот случајно, промоцијата ја откажав за 1 јуни и имав на еден преубав ден, ден на кој се заблагодарив на Бога што така не дарува со убав ден, случајно во очи на големиот христијански празник Вознесени Христово Спасовден, случајно покрај црквата Свети Спас. Така да местото првично бев скептичен дека ќе дојдат сите кои се поканети, но навистина ме изненадија прилично, пријатно. Дојдоа 120 луѓе кои ме испочитуваа, но мислам дека не беше причината доаѓањето само јас, туку магичноста на местото едноставно ги привлече. Имало нешто што привлекувало како магнет? Законот на универзумот функционира 24/7 без ние да сакаме. Така. Сигурно, она што би сакала јас да го дознам од тебе, верувам дека и публиката, е зошто еден професор по графички дизајн би сакал да напише една книга. Од каде тоа да се втурниш во една таква авантура, која што, еве, го виде светлото на денот, чинам дека за рекорден број на денови, ова само откривам претходно кога разговаравме, која беше таа главна инспирација? Зошто? Па вака, мојот промотор Филип Димковски во своето излагање рече кога графички инженер пишува книга. Ги изненадив многу мина дека напишав книга, но сметам дека пишувањето за да се напише една книга, потребно е да се случи во човек една бура на емоции, и од таа бура на емоции ќе настане една поплава, едно цунами, кој ќе направи најпрво пустош, а потоа тој пустош од тој пепел како феникс ќе се издигнат рецките кои знаат да метаморфозираат во букви, зборови, чувства и мисли. Така што сметам дека за да се напише книга, најпрво треба да се има емоција, нешто длабоко во себе кое ќе го носите и кое ќе ве, народски кажано, глочка, кое ќе ве боцка и нема да ви дава мир се додека не му дозволите да одлета. Дали тоа значи дека ти низ ова твое дело се спротиставуваш на одредени појави кои што си ги преживеал во изминатиот период, или пак сакаш да поттикнеш одредени прашања и да се решат? Одговорот би бил комплексен, можеби и би имало две но сметам дека една од најголемите причини за да се појават чувства кај мене е лудото секојдневие, наречено ново нормално. Тоа лудо ново нормално најпрво можевме да го видиме во безмилосното секојдневно уништување на природата, на планетата Земја. Понатаму следува, ние како македонци бевме изложени на разни притисоци, угнетувања од памтивек па еве и до денес, непризнавања и забранување на се она што е македонско. Да не го заборавиме и уништувањето на семејството и традицијата кое не одржало сите овие векови, религијата да не ја заборавиме, која е забранета во школите. Но јас во една прилика велам, не е изненадувачки да имаме изгубени генерации кога ги учиме дека не постои Бог. Така да врв или шлак на сето ова беше и новото лудило новата забава која ни ја приреди пандемијата наречена COVID-19, и во сите тие стеги, премрежија кои ги доживувавме, кај мене се разбранува една емоција која што преку едно бегство од секојдневието успеав да ја претворам во една книга. Да, јас напоменав дека ти си влюбеник во природата, на еден специфичен спорт за кој што малку подосна и ќе проговориме.
Бидејќи сме пријатели на социјалните мрежи, јас можев да гледам дека ти беше речиси секојдневно во природа и ја истражуваше природата и не би рекла дека е случајно резултат на тоа и Цвездени окови, твојот роман, со една доза на научна фантастика. Зошто се одреди за овој жанр? И она што мене лично ме интересира е дали во однос на пишувањето, бидејќи ова ти е за прв пат, добиваше одредени консултации, се консултираше со некој, учеше можеби преку интернет на каков начин се создава еден роман, едно дело, што беше пресудно за да се направи тој костур за романот и малку барем ќе ни кажеш за сюжетот, што е тоа што се случува како действие во овој роман. Па можеби постојат секако училишта во кои се учи како се изработува еден роман, но јас СТС како самоук по пат на имитација на сите оние дела кои сум ги прочитал во целиот мој живот, користејќи ги сите позитивни примери. Посебно сум бил фасциниран од нашите македонски автори, да не се налуда сите, само би го спомнал нашиот голем Видое Подгорец, кој што има едни прекрасни описи на природата, посебно во неговиот Колешевски крај, каде една реченица имаме во 5-6 реда, па цел пасус е реченицата, но таа реченица, ние по старите генерации кои што имавме можност да учиме од стариот систем, ги негувавме тие вредности на пишан збор. Ми беа пример и патоказ во изготвувањето на ова дело, така што некои можеби новите генерации ќе им бидат досадни тие долги објаснувања и описи на природата, но јас сметам дека квалитетот не треба да се намалуват, квалитетот треба да го оставиме онаков каков што е и никакво намалување и унаказување не треба да претрпи. Во однос на она што е одлучувачко за еден роман да се напише, на почетокот спомнав таа искра која треба да светне од таа бура на емоција одлучувачка. На тие мои скоро секојдневни патувања и крстосувања на нашиве планини, во себе го имав лакот, кој што е основна алатка во мојот спорт стреличарството, и во таа слобода која ја чувствував движејќи се во природата, движејќи се сам единствено придржуван од мојот лак, можев да ги почувствувам, слушнам и доживеам сите инсекти, секој мирис, секое шумолење на дрвата и разговаравме, нели, целата оваа книга која ќе ја прочитате, јас ја доживеав на едно мое патување. Имав просветление да го изгледам филмот целосно од почеток до крај, да со нетрпение отидам дома, ги ставам во забелешки сите оние детали кои излегоа од мене, за да не ги заборавам. И во рекордно време за 33 дена ти го направи и целиот роман, го напише. Па да, пишувањето на романот можам да кажам дека овој роман е напишан, одговорот на тоа прашање би бил 3 одговори. Едниот е оваа книга е пишувана цел живот. Другиот е дека оваа книга веќе во мене се развива, и пребрива, ферментира веќе 2 години, а навистина ја напишав во рекордни 30 дена, предизвикан од една ученичка која едноставно ме праша, а зошто не сега, професоре, да ја напишите книгата? Главната инспирација беше тоа? Инспирација, предизвик, можеби и провокација. Јас на првото видување со тие ученици имам една практика да се запознаваме. Сакам да го слушнам нивното име и презиме, сакам да ја почувствувам нивната самодоверба, дали најважното нешто кај нивното име и презиме ќе го изговорат со сигурност, јасно и гласно, а потоа прашувам уште едно прашање: зошто се запишале во графичка струка и дали имаат некое хоби. Овие 3 нешта навидум незначајни кај мене будат
милион реченици и работи кои откриваат за карактерот на личноста, така што оваа ученичка се пофали дека како хоби е пишувањето и дека има напишано една книга. А јас на тоа само се сепнав и реков, одлично, и јас имам напишано книга, ама се уште ми е во главата. Ќе оставам некаде за некои помирни времења, можеби во пензионерски денови да ја напишам. Но, нејзиното, а зошто не, професоре, сега, беше провокација и да ја поттик да ја напишам. Малку за едно сиже, што е дејството во романот? Зашто станува збор да ги поттикнеме сите оние кои што во моментов не слушаат, не гледаат, да ја земат книгата в раце, да ја прочитаат, бидејќи мене лично она што ме инспирира е човек од техниката, од науката, да земе и да напише роман, и тоа научна фантастика, но да кажеме, што се случува во книгата, кој е дејството? Главниот лик во книгата е Филип. Оние кои го познаваат Филип можат да препознаат некој друг. Се движи многу често и тој во природа со лакот в раце и случајно на едно негово патување во природата пробива еден временски портал и останува во едно време, во времето на последниот македонски крал Персеј, во кој ќе доживее неколку авантури, една голема љубов, а за понатаму што би се случило, дали тој ќе успее да ја промени историјата, дали ќе се врати повторно во своето време, дали ќе остави својата љубена таму, затоа што има семејство тука, само да оставиме на читателите. Ова е книга за сите оние кои се заљубени во природата, оние кои сакаат авантурата, оние кои додека ќе ја читаат, ќе се гордеат што се македонци, затоа што во вековите кои поминале, толку сме биле угнетувани и омаловажувани, што заборавивме колку сме посебни. Ние сме скромни како народ, ние сме големоверен народ. Ништо не успеало досега да не скрши, се надевам дека нема да дозволиме и новото нормално да не скрши, затоа што јас велам не постои ново нормално. Нормалното е нормално и секое друго негово преименување и само не води во замка во која треба да како муви да влетаме во пајакова мрежа и да ни биде исцицана целиот живот. Сега, за врската од твојата професија, професор и сега автор на едно книжевно дело. Како кај учениците беше прифатено ова, бидејќи знам дека си омилен професор кај учениците, како беше меѓу твоите колеги, а гледам дека од блесоците кои што се во литературниот свет во Македонија, особено критичарите, имаат навистина многу позитивни мислења за Звездани окови. Јас се радувам што е така, ете сум ја постигнал целта, а целта е ова книжевно дело да допре до луѓето, да разбуди чувства, после читањето на оваа книга да се почувствуваат малку повоздигнато и да знаат дека сите врвиме низ истиот пекол кој ни го приреди новото нормално и не е ништо страшно. А во однос на она како реагираа учениците, многу пати сум размислувал дали сум на вистинскиот пат. Сум давал премногу кон учениците и од своето време, и од своето знаење, и од своите совети, затоа што со нив сум се поставувал како родител. И книгата ми беше доказ дека мојот пат е вистинскиот, дека не сум сгрешил, дека не сум јас грешил професијата која сум ја одбрал, а учениците целиот тој мој труд го забележале. Јас велам, сите ние професорите земаме иста плата, но награда не. Некои земаме голема награда, некои не. Доаѓањето на учениците во толку голем број на мојата промоција ме навистина ми значи. Особено што имаше ученици кои од првата моја генерација
завршени 2014 година, кои ги чувствувам како мои другари, не како ученици. Мислам дека тој нов момент, преминувањето на ученикот во мој другар е само доказ дека ги поминал сите мои критериуми на човечност и дипломирал кај мене. Одлично. Каде може да се најде Звездени окови? Предпоставувам дека има навистина голем интерес и се надевам дека тоа пак ќе биде дополнителна инспирација за тебе да се посветиш и на твоето второ дело. Читајќи ја книгата ќе забележите дека постои можност за второ издание, за продолжение на оваа книга. Кога би се одлучил за такво нешто, да оставиме малку времето да го каже нештото, нека легне книгата кај читателите. А во однос на тоа каде може да се најде, можам да кажам дека книгата самостојно ја издавам. Книгата е целосно мое дело и во однос на дизајнот на корицата и пишувањето и цртежите кои во неја ќе ги пронајдете. Се одлучив за самостојно издавање затоа што не знам, во големиот број на издавачки куќи не најдов некој партнер кој што ќе со кој би можеле да се соработуваме во ситуација во која што и тие и јас би бил задоволен, така што книгата може да се најде лично кај мене и на страната на мојата сопруга Art Design, која што ете и таа случајно има уметничка душа и која што веќе 3 години изработува додатоци за книги, повески, разни чантички во кои се пакува книгата и не се дозволува да биде оштетена затоа што нејзиното размислување е дека книгата е света и мора да биде чиста. И токму така е. Она што исто така интересно за мене, бидејќи јас сум пак љубител на научната фантастика, да се кажам најискрено, го почитувам Ден Браун. Кај тебе е присутна символиката во книгата? Имаше на 31 страна, чинам дека беше, одреден јазик кој што ти ми напомена дека тој постои, азбука. Да. Азбука која што постоела. Ликовите во книгата исто така се, чинам, сите реални, освен еден лик. Значи многу символика и многу инспирација од твојот живот кој што, особено од пандемијата која што се надевам ја надминавме, дали символиката значи дека ќе продолжи да биде твојот костур во опишувањето на следните твои дела? Точно така, символите кои авторите знаеле да ги скријат во своите дела, а читателот да ги пронајде, тоа е онај авантуристички момент на читателот кога се радува на своето откритие. Па дури и во трилерите кога читателот го насетува злосторникот пред тој да биде откриен, е навистина еден момент убав, интригантен, еден убав момент кај читателот кој создава едно мало задоволство. Во однос на символиката и писмото, ме прашавте за писмото, да. Не постои нешто кое што е измислено во оваа книга, освен еден женски лик, ликот на Аретеја. Ќе се вратам на неа подоцна. Писмото навистина постои и тоа е измислена азбука меѓу мене и мојот школски другар Игор, кој што заеднички ја измисливме за да можеме да се допишуваме на час, а тоа писмо да не биде прочитано. Писмото е многу едноставно и логично, така да нашето кирилично писмо е видоизменето со ротација и преместување на самите на основниот и спојниот потек на самата буква. Ликовите се целосно постоечки, значи не од главниот лик па до кралот Персеј сите постоеле. Некои постојат и денес, ги знаеме, мои другари, пријатели и така натаму,
А во однос на историските ликови исто така, и тие ликови постоеле некогаш во минатото. Единствено ви кажав дека е ликот на Аретеја е измислен лик, тоа е еден лик на архетип на совршена жена. Секој читател кој би го читал делото би забележал дека би открил дека станува збор за една навистина воспитана, културна, преубава жена, македонка по дух и срце. Интересно. Во однос на другите твои љубави, рековме дека ти си влюбеник во природата. Би сакала да зборниме околу тоа, бидејќи често си во природа, ги истражуваш местата во околината на Прилеп. Исто така си влюбеник во еден спорт, стреличарство. И она што би сакала да те запрашаме, како може овие две твои љубови да се поврзат во едно и да може да се оди напред? Зошто? Заради тоа што, ако не е друго, во изминативе 2 години, во време на пандемија, она што беше позитивно тоа е дека се вративме кон природата. Ако не е друго, барем на балконите засадувавме повеќе цвеќе, се дружевме едни други, како семејство, се вратија некои семејни вредности. Што би имал ти како предлог, еве, во однос на зачување на природата? Се бориме преку различни здруженија, на различни иницијативи, да нема толку сеча на дрва, да се грижиме сите заедно и за парковите во градот. Имаш ли некаква инспирација од овие изминати 2 години како иницијатива што би можела да се востанови и да се прави се со цел да бидеме своји на своето, но и да си го зачуваме своето? Покажувањето на личниот пример мислам дека е единственото решение во овој навистина голем светски проблем во кој што природата не се гледа како на ресурс, а не како на нешто духовно. Стариот индијански народ, дури тоа во книгата го запишав, врбата ја сметал како жива личност, како баба, со која што разговарал и давал духовни сили и вредности. Ние тие духовни вредности ги напуштивме, ги заборавивме и мислам дека личниот пример во зачувањето на природата е единственото нешто кое што можеме да го дадеме во нејзино зачување. Конкретно, ние професорите, со разговор со учениците, со почести излегувања во природа. Јас иако предавам графички предмети и практична настава во соработка со мојата колешка по спорт и спортски активности, организиравме движење во природа, но овој пат не до могило или до селце, туку успеавме да се качиме и малку повисоко на оние места на кои што јас одам самостојно. Децата беа навистина восхитени од нештото, од самата природа, но забележа една работа која јас секојдневно ја забележувам, а тоа е дива сеча на дрва. Тоа е нешто кое на моите секојдневни патувања ме вознемирува и ме тишти. Исто така големиот број на пластични шишиња кои ги наоѓаме, но јас најдов една игра која секојдневно на моите враќања од природа ги практикувам, а тоа е лов на ѓубре, лов на пластични шишиња, имено враќајќи се од планина, во онај дел каде најчесто влюбениците во природата го оставаат својот отпад, забораваат да го понесат со себе. Јас со мојот лак ги гаѓам шишината и секое убиено шише го земам со себе и го носам дома како трофеј. Така да во едно мое патување ме праша еден стар човек и тој беше инспирација за еден дел од книгата, дете што улови. Викам, чичко, нема што да се улови од животни страна, но од шишиња страна има доволно. И сега се движиме и кон тој дел од разговорот посветен на стреличарството. Прастар спорт би рекла, спорт кој што се практикува од давнина, но денес во Македонија како да не е присутен.
ти секојдневно, така речи, си со лакот и стрелата, колку има услови за овој спорт да се развие, да се востанови одредена мрежа на надпреварување и колку има интерес кај младите. Бидејќи интересен е, се враќаме на нешто старо, на нешто праисториско би рекла, но во секој случај има одредени правни замки кои што верувам дека ќе се надминат за да може да биде и регуларен спорт тука во Македонија, како и во останатите држави. Точно. Стреличарството спаѓа во аристократските спортови. Тоа е еден навистина благороден спорт кој што побарува од надпреварувачот голема концентрација, фокус. Тоа е нешто кое на сите нам ни треба во моментите кога се изолираме од секојдневието. Од минатата година, од ноември месец, регистрирав стреличарски клуб Стрелец. Името на клубот е Стрелец. Повторно, поради правни замки, мојата замисла беше да се вика Херакле. Но еден мој другар правник ме советуваше дека за да добијам дозвола да името биде Херакле, па мора да биде, ако е историска личност, морам да побарам и други дозволи од државата, па да не имаме спор со некој сосед и тука навистина Гордиев јазол. Така да успеав во логото да го ставам само Херакле, со немејскиот лав, може да се забележи дека станува збор за Херакле, но името е Стрелец. Уште еден проблем во секојдневното функционирање на стреличарството е правната регулатива. Значи, од 2018 година лакот како спортски реквизит, јас би го нарекол, е регистриран во вид на оружје. Во ред, да, навистина станува збор за оружје, со кое се од самите почетоци човекот ловел и се прехранувал со него, но понатаму станало оружје за убивање, точно е тоа, но постојат и категории на лакови. Имате лакови кои се за спортска употреба, имате и воени лакови, така да би можело да се стави не да се стават сите во една рамка, туку во една табела која што би ги опфаќала спортските реквизити со навистина лаковите кои нажалост ги користат и за убивање и на животни и на луѓе. Мислам дека постојат сили кај нас како спортски заљубеници во овој благороден спорт, но навистина не измачуваат. Клубот е регистриран веќе 7-8 месеци, но се уште не е започнат со работа од причина што самата набавка на лакот представува набавка на оружје. Сложена процедура за која се потребни дозволи. Искрено, процедурата се одвива на 3 нивоа, еве да ви соопштам дека едната комисија во Прилеп е завршена, следува процедура во Битола и финалната е комисијата во Скопје, која што одлучува дали јас ќе можам да набавам лак или не. И се поставува прашањето што ако не добијам дозвола. Значи нема да постои ни клуб. Нема да постои ни клубот. Зошто љубов кон овој спорт, токму овој спорт? Дали тоа беше причина историјата и љубовта кон историјата? Точно така, љубовта кон историјата предизвика да бидам привлечен од овој старо орудие, но тој дел дури и не можам да го објаснам, да го опишам, затоа што движејќи се во природа, онака сам, со лакот во раце, се чувствувам слободен. И посигурен, сигурно. Тоа да, се чувствувам слободен и сигурен и ми дава еден момент кога некогаш човекот навистина живеел слободно, без никакви грижи за иднината, туку едноставно само размислувал да преживее денес и ништо друго за утре.
на крајот од разговорот дали таа слобода како чувство ја чувствуваш и кога пишуваш, бидејќи сигурно има некое чувство кое те води. Рече претходно дека кога пишувам, кога работам на книгата, тогаш сум сосема сам. Тоа ли е чувството на слободата? Тоа е повторно едно бегство. Секое бегство кое го правиме, некој со некој спорт, некој со пишување, некој со движење во природата, јас го сметам за бегање од реалноста, од секојдневието. Таа слобода која ја чувствувам во природата, движејќи се онака сам, ја почувствував и кога пишував. Еден пријател баш ми рече дека ти си уживал. Во тој период си уживал и точно така. Моментот на творење, на создавање на некое дело е најубавиот момент кој еден човек може да го доживее, затоа што тој дал парче од својата душа во на кое го прави. Дали било тоа грнче, дали било книга, парче од душата на авторот стои во самото дело. Јас би рекол, најпрво мораме да имаме љубов за да создадеме нешто, затоа што љубовта создава инспирација, а инспирацијата креација. Александар, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека за скоро ќе да имаме повторно гостин со твоето второ дело, затоа што навистина се инспирација и за твоите ученици и сега пак и во литературниот свет во Македонија инспирација за млади луѓе кои што сакаат да создаваат и да пронаоѓаат еден друг вид на слобода кој што го има само во литературното творење. Се надевам, јас само би рекол благодарам на издвоеното време, затоа што во ова лудо секојдневие, во ова лудо ново нормално, ги заборавив неубавите нешта. И вредностите на живење. Точно така. Ви благодарам. Тоа беше Александар Костадиновски, разговаравме околу неговото првенче, а тоа се Звездани окови, роман инспириран од природата, од историјата, има малку и научна фантастика. Јас верувам дека сите вие ќе бидете задоволни и од нашиот разговор, а пред се ќе ви даде одредена инспирација и вие сами да творите, но пред се да го прочитате романот Звездани окови.